Анонимен објавувач за утре ги повика на протест транспортерите и возачите, но и сите стопански субјекти кои зависат од непречен превоз на стока. Од асоциацијата Макам Транс реагираа веднаш, демантирајќи било каква врска со овој повик. И ние го видовме тоа објавување, односно не прашуваа надлежниве органи за што се работи, дали ние ќе бидеме иницијатори. Ние им кажавме на сите дека нити сме објавиле, нити пак некогаш сме биле анонимни во однос на одредени барања. А во однос на тоа што го пишува, зашто ќе се штрајкува, ќе треба тие што ќе прифатат да останат 1 година, 2 години на граница, за да може да се остварат тие барања. И очигледно е дека се работи за некое лице кое што со помош на оваа интелигенција, нели, направил некоја информација, сондирајќи ги сите проблеми со кои се соочуваат превозниците со години, меѓутоа тоа е само лажна објава, кога некој анонимно се представува, нема храброст да излезе со име и со презиме. Сметам дека треба да се игнорира и воопшто да не се зема како објективна работа која што треба да се подржува од било кого. Од Макам Транс потенцираа дека надлежните органи се информирани за случајот. Па сите бидејќи ни се јавуваат, особено што бевме организатори на овој протестот кој беше на крајот на јануари, кој го направивме на регионално ниво, и нормално е да не прашуваат дали случајно сме пак, меѓутоа ние немаме досега и колку протести да сме организирале да не го направиме тоа јавно со пријавување, со преземање одговорност за сигурноста на тие што протестираат и на од другата страна, така да сметам дека едноставно треба да ги игнорираме ваквите работи, а на таквите лица кои што нема друга работа, би рекла, или се, не знам, не сакам никого да навредам, дека не треба со вакви работи да се игра, бидејќи сепак се работи за безбедност на државата, се работи за снабдување со разни репроматеријали, производи, и ваква шега, да ја наречам, е многу несмасна на некој начин. Проблемот на превозниците и транспортерите со правилото 90/180, кое возачите ги ограничува на најмногу 90 дена престој во рамките на 180 дена во ЕУ земјите, е во постапка на решавање. Вице-премиерот и министерот за транспорт и врски Александар Николовски е категоричен дека Македонија сама ќе го реши проблемот најдоцна до септември, поради што и сите протестни активности на нашите транспортери се прекинати.